Стварно не знам зашто чувствувам потреба да направам нешто со рацете кога кажувам. Здраво, другари! Вау, катастрофа. За ова видео немам никаков концепт, имам само неколку одвоени слики кои што ги одвоив пред некои 5 месеци можеби и намерно сега го снимам видео за да ги подзаборавам малку. Има и некои нови слики и видеа кои што ги немам видено, што сега ќе ги видам за прв пат за да биде пореална реакцијата, пошто не сум ебен фейкер. Види ми го Петар, види ми го Куров како кебапче ми е. Колку ми е непропорционален прстот на раката, човек. Што има стварно доста мим за мене направено. Нема да го тупам на старт така да кидам директно и гледам бените мимови кои што сте ги направиле за мене. Вие сум ги правил уште од декември. Да, имам најака маска умал. Поздрав за Винке изфала на маската. Ова не е платена реклама, само ми поклонија маска, што е многу добра. И фала Коле што ми ја нацрта маска. Стварно имам проблем со очите. Веќе не ни сакам да ги носам на очари, стварно имам проблем. Имам неколку мимс што ме ги пратил Матеј Јанковски кога Иван нема ново видео. Ја така се чувствувам. Посакувам да имам уште еден Иван кој што ми ги едитира видеата. Ве молам не ми нудете да ми ги едитирате видеата пошто сум ретардиран и никогаш нема да ми ги едитирате кој што сакам ја. Тие што се шупаци и не учат англиски. Нормално чукање на срцето. Чукање на срцето кога си мртов. Кога ќе го видам Иван? Ова е сладко. Али ако стварно се дешава ова, можеби не е затоа што го гледаш Иван, туку имаш сериозни проблеми со тахикардија. Провери се. Иван Ајнштајн, Алберт Ајнштајн. Не знам ја кој би го одбрал, али ако е за детонирање, те молам не ме детонирај. Проблеми, стрес и болка, како мене ме тепаат, а не, како него го тепаат. И доаѓа Иван Ајнштајн и го спасува. Иван Ајнштајн е твојот спасител. Но ми е мило што сум твојот спасител, али до сите кои што ме сметате за спасител, не ме сметете за спасител, затоа што и јас сам не би си дал таква титула. Попрво ќе ти речам пичка ти матер отколку да ти помогнам. Освен ако си ми близок или океј, ја факет помагам. Тоа ми е мислам нека болест. Мора да престанам да им помагам на луѓето. Молам некој нека ме научи како да престанам да им помагам на луѓето. И нека ме научи да кажам не. За жал не сум сликал кај сум го нашол. Хейтер на Иван ќе му прати писмо. Иван е глуп. Фак. Ова е actually точно. Стварно го правам ова, пошто ме заболе курот. За сите кои што би се ословувале како хейтери на Иван Ајнштајн, пушете ми го курот. PewDiePie врата и Иван Ајнштајн врата и сите одат кај Иван Ајнштајн. Океј, го знам овој мим. И благодарам ако навистина се залагате за Иван Ајнштајн да има повеќе сабскрајбери од PewDiePie. Стварно, зашто сите викаат subscribe to PewDiePie? Зашто никој не вика subscribe to Иван Ајнштајн? Шо е Иван Ајнштајн полош од PewDiePie? PewDiePie, Петар, дај subscribe ни ми. Права линија, испрекината линија, бројот на сториња кога Иван ќе извади нова песна и ти не можеш да се докажеш колку е совршена. Затоа што најчесто кога ќе извадам нова песна, фала ви многу што ми ја ставате на сторисите и сите fucking сториња ги репостнувам. Не утињам ни едно освен ако ви е заклучен профилот и скриени сторињата. Али да, стварно ова се дешава. Знам дека ме мразите затоа што не можете асално стори да ми изгледате пошто све се репостови, али како што некој успеал да одвои време и дел од неговото стори на Инстаграм за да стави стори од мојата песна, од моето видео, така имам ја простор за неговото стори да го репостнам кај мене. Така да било кога да извадам ново видео, било кога да извадам нова песна, стајте ме на стори и ќе ви репостнам. Она кој ќе видиш благо во фрижидерот. Обично не го чувам благото во фрижидер, али сваѓам што сакаш да кажеш затоа што си ја лижам устата. Благо. Ме споредува со карикатура од Алберт Ајнштајн кај што малтене имаме исти фаци и исто ни стојат рацете во иста позиција. Ова е само коинциденција, жими све. Сите знаете дека немам никаква врска со The Real fucking Ајнштајн. Она кога си гладена е 3 сат навечер, а Киќа ти рекла да не ја будиш, а само ако го изедеш омиленото чоколадо, тешко тебе. Да не ме слушне Киќа дека и го изедов чоколадото. Као да sneakam into a room. Sneakam into a room. Научи се да збориш македонски, Иван. Кога ќе слушнеш дека Иван прави митап. Oh my god. Нема да избегаш од работа, затоа што ќе те избркаат. Ствари не, ако избегаш од работа, нема што да те бркаат, веќе си избегал сам и нема да идеш више никад и нема да взимаш пари, немајте да бегате од работа. Ќе правам пак митап. Кога Иван ќе те поздрави во видео. Поздрав Богјаска. Много ми е мило ако се чувствуваш вака, како да си на Малдивите. Не знам какво е чувството да си на Малдивите, но предпоставувам дека Малдивите се место каде што секој би се чувствувал убаво. Сериозно, што е Малдивите? Чека да видам за Малдивите нешто. Океј, да, стварно се убаво место Малдивите. Сакам да идам на Малдивите. Кога ти и другар ти ќе слушнете да ти врне. Ни мене не ми се верува како мим стана самата песна. Damn! Вајде сега да каже дека пеете заедно од почеток до крај. Мене ми е многу скурчена, така да ја поклонувам песната. Пеете ја колку сакате. Јас веќе не можам. До тука ми е. Али
да ви врне. Она кога ќе добиеш петка по математика, но не си пипнал книга. Стварно личам како да им се подсмевам на Ива и Марија затоа што fuck off! Не учев и добив петка. Suck on dead bitches. Али факет не бев ја ова пошто реално учев. Не бев бубалица, али си учев. Она кога ќе ти кажат дека си папучар, но ти си само еден обичен кломпар. Ова беше само анекдота од ова видео од кое што извадена сликава. Ако не сте гледале ова видео, ова е едно од видеата од Холандија, така да кликнете у балонот и гледајте го. Гледаше новото видео на Иван Ајнштејн, така? Кој е тој? Нани? Сите можеме да претпоставаме што се десило после ова, дека имало насилство тука во колава, затоа што не знае кој е Иван Ајнштејн. Треба да знаеш кој е Иван Ајнштејн. Ќе ти треба во животот да знаеш кој е Иван Ајнштејн. Ако сега не ти треба, се надевам дека ќе ти притреба. Пичко. Она кога сакаш да ја запознаеш Алиса и сакаш да ги пробаш незините Да, ја у видеова не знаев да го изговорам. Она кога сакаш да ја запознаеш Алиса и сакаш да ги пробаш незините халуцинални печурки, халуционогени, како ја се викаат, ја стварно сакам. Сите сме го гледале ебениот цртан Алиса во земјата на чудата. Жими се, сакам да ги пробам печурките. Тоа не е првоцртан за деца. Факинг се дрогира девојчето, се дрогира на млади години. Многу од цртаните не се за деца уствари. Кога ќе размислиш вака подобро, Алиса е тежок наркоман која што пука печурки секој ден и гледа чудни мачки и зајци и чајници. What PG? 18, 21 PG да ти. Еј, пс, наместили се убаво. Да, конечно. Епа, Иван има ново видео. Види, да, искрено би ми значило ако у тој момент станеш и го гледаш видеото, али сега постои опција и утре да ми го гледаш видеото. Ова ми беше мим од Цаки направен, која ќе речи мајка ти, најубав син си имам. Ти се чувствуваш толку гордо, што ти е дури криво, што го слушнале тоа само мајка ти, татко ти, тетка ти, баба ти, дедо ти, чичко ти, вујко ти, балдъската и цимерката нејзина на балдъската која што живее заедно со неа, сака уште пред 4 години да ја избрка, ама нема да ја избрка затоа што нема пари. Се едно цимерката го слушнала тоа на твојата балдъска, не знам ни што е балдъска, што куре балдъска, што куре балдъска. Свеска, сестра на сопругата. Без разлика на тоа што е балдъска, сакаш цел свет да чуе дека мајка ти те пофалила, дека таа е горда на тебе. Фан факт, мајка ми има кажано дека кога била трудна со мене, се има прчено као вака со стомакот као напред, она идела ти текнуе као знаела дека сум мушко, и идела вака со стомакот као јас имам син. И нешто така, нема врска, фала ти мамо што уште пред да се родам си била горда на мене, еве не те разочарав и не станав лошо момче, станав многу добро момче. Фан на Иван, хейт коментари. Фан на Иван, она кога воопшто не те погаѓаат хейт коментари. Ја, окей, не мораш објаснување на крај, го сфатив, сада да кажа дека колку и да се кревки фановите на Иван, другарите на Иван, и дека ни еден хейт коментар не може да ги погоди другарите на Иван. Нема зашо вас да ме погаѓаат као мене ме хейтаат. Да ме хейтаат вас, мене ме погаѓаат хейт коментарите. Чекај, мислам дека actually имам хейт коментар тука. Тато, кажи сине. Заборавив да го гледам видеото на Иван. Напуштаја куќата во рок од 3 секунди. Кој actually децата ќе дознаат од родителите за мене. Значи, многу големо поштовање за тие родители. Сум имал да сега доста такви случаи кај што децата ме гледаат покрај родителите, а не родителите покрај децата. Ви благодарам многу родители, али не мора да ме наметнувате на вашите деца да ме гледаат, тоа е исто како да му наметнуваш да ја слуша музиката која што ти ја слушаш. Пример, да слуша Зоран Шумадинец. Немој да му даваш на детето да слуша. Нека си одлучи само што сака да слуша и кој јутубер да го гледа, можеби нема да сака уопште јутубери да гледа. Али да, фала што ме поддржуваш, родителу. Окей, не биле само мимс, има и вакви некои фан артови, which I call them, другар артови. И уште еден едит што исто така многу ми се допаѓа. Изгледа тука ми се изнаредени само добри едити на слики. Окей, јас сум fucking unicorn. Мислам, некојаш посакувам да бидам unicorn, али не очекував дека некој actually ме разбира дека сакам да бидам unicorn. Зашто сакам да бидам unicorn? Знам, за да какам ножито и гомната не ми смрда. Иван. И уште, еден едит, она кога се трудиш да бидеш многу сериозен пред, потоа, многу ретко actually знам да бидам многу сериозен, така да овој мим дури се поклопува и со мојот карактер. Јас, ќе одиме на одмор? Родителите, не, утре си на училиште. За сите деца што ме гледате, еден совет, не ги напињајте родителите за вакви работи или слични работи, затоа што прво можеби родителите немаат доволно пари да ви приуштат одмор, али уште поверојатно е дека сте им дојдени преку кур и сакаат да ги оставите да се ебат. Оставајте ги родителите да се ебат, затоа што тоа им го зајакнува бракот. Леле Иван, какви совети даваш, човече, ти не си нормален уствари. Тоа го сватив дека не сум нормален, ја уствари. Она кога ги чекаш другарите што доаѓаат за 5 минути и си заспал на клупа. Тука actually стварно заспав на клупава додека ги чекав, затоа што беше нешто као 6 сабајле or something. Она кога ќе ти се погоди песната. Јас не сум тој човек. Имам дајано пари на музика еднаш во животот, на свадба каде што бев девер 100 денари.
И уште не можам да ги преболам. Вратете ми ги 100 денари. Пази се, јас сум музичар. Можеби нема да го имате истиот став као мене, али да направам споредба. Тоа ти е како ти да работиш како адвокат и кога ќе треба некој тебе да те брани на суд, ти да платиш друг адвокат да те брани. Зашо дам пари на музика кога ја правам музика? Баш што сум само бендисано купили, моите песни ми се најубави. Она кога се трудиш да рапуваш како Иван, но не ти успева. Не се трудете да рапувате како Иван, трудете се да рапувате подобро од Иван. Ако можете нормално, мислам. Лара колку сум се иселјачил, човече, не ми се веруе. Она кога ќе дознаеш дека Иван поставил ново видео и си одиш дома. Ова е више легит. Не си одете дома затоа што сум прилично сигурен дека сите веќе имате интернет на телефоните и можете надвор додека си играте со вашите другари да го погледнете новото видео на Иван Ајнштајн. Треба да снимам voice-over за реклами. Она кога Иван ќе го слушне Рубинчо Благадуша. Само Gucci, Dolce и Gabbana. Wow, and this is for real. I fucking love Рубинчо Благадуша, ти си мојот идол. Она кога ќе ти ја пуштат вдиши во Apple Store. Обожавам да правам вакви слики у рандом продавници за телефони. Че, сериозно, ја пуштиле вдиши во Apple Store? Било кој стор? Како јас не знам за ова? Снимајте ми нареден пат ако ми пуштат било која песна, било каде. Не знам, ќе ве ставам на стори, што можам да ви правам. Не знам што друго можам да. Прв ден во школа, последен ден во школа. Она кога возиш и снимаш видео. Немајте да возите и да снимате видео. И уопште не се угледувајте на Иван Ајнштајн, пошто е стварно bad influence. Стварно сум bad influence. Не ги правите овие лоши работи што ги правам ја. Изгледа сепак не сум толку добро момче. Еден многу добар едит. Thank you. This is so cute. Мислам дека овој мим уствари ме натера да го правам видео во in the first place. Oh my god, 30 јули е. Кога треба да го довршиш цртежот, настигнува видео од Иван Ајнштајн. Сепак мислам дека логично е да се нацрта ваков цртеж ако си на одредени субстанци. Многу е ебено добар. Дали хейташ МКД јутубери? Не, изгледаш нервозно. Дали можеби си пробала некогаш? Валјда да хейташ македонски јутубери? Не сум нервозна туку, не сум навикната да ме испрашува еднорог. Ова е стварно јако, ова е стварно многу јако. Ова ми е можеби фейворит, ова ми е можеби... Браво. Ово ствари со еднорогов, браво, како сте го нашле, али ми е многу старо. Ова ми е од fucking Snapchat, педе. Snapchat неам веќе едно 3 години. Овие едити со Кике ми се многу добри. Okay. The fuck is this? Едноставно не можам да се изнагледам на сликава. Иван, Кике, хейтер. This is fucking dope. Кога ќе се гушнат Иван и Кике, кога ќе се соединат тие две тела, ќе го пресечат ебениот хейтер и ќе му ги изедат цревата за доручек, затоа што немаат ништо што друго да јадат, зашто да му јадат црева за добро Иван, ама ќе ми каже некој дека ги мрази Иван и Кике, how to kill. Многу ми е важно што имам вакви луѓе кои што ме следат, кои што се еднакво психопати како мене. Можеби и поголеми психопати, да, никогаш не сум екшели помислил на убиство. You know what? Уби ги. Стварно, како смеат Иван и Кике да бидат мразени? Пич! Еден многу добар едит. Леле, ова го памтам. Ова сум јас и е многу добро нацртано. Ова е fucking masterpiece. Браво за цртежов и ми е многу тука од срцето и душата. Како изгледа дете над 20 години? Да, вака изгледа затоа што му е мала маичката. Како ги правите овие? Сакам ја да научам. Она кога не ти даваат да јадеш дека си дебел. Мислам дека ова е единствениот лек кој што може да им се направи на дебелите луѓе, да ги затворат на тераса и да не им дават да јадат. Се забавам пошто им дебели луѓе. Јас сум дебел. И чкур да не ве боли, да си јадете колку што ви душа сака и колку што ви стомак сака. Само потрудете се да не добиете строкс на 25 години, пошто мислам дека е most likely да ви се деси тоа ако сте многу дебели, многу дебели. What the fuck? Што е ова? Што е ова? Човече! Ова е епик. Која испарбав жута брадата, твојот Дедо Мраз, мојот Дедо Мраз. Со бајле се избричив, нареден пут кој ќе пуштам брадата, ќе фарбам у некоја друга боја. Не знам што да ја фарбам. Пишете ми доле у коментари што боја да ја фарбам брадата, пошто сакам да ја фарбам брадата. Еве ќе ја фарбам на 40.000 сабскрајбери, ако некојаш стигнам, ќе ја фарбам брадата за специјал за 40.000 сабскрајбери, пошто немам направено специјал од пичке си материна. Еве, нека биде причина за специјал. Што лети? Тоа лети. Иван Ајнштајн, 2018. Во аптека. Добар ден, имате апчиња против Иван Ајнштајн? Имаме, повели. Седни. Бесплатно е.
Престани да се нервираш, прескапо е! Кој ми ја знае оваа песна? Е прав другар. Ако не ја знаете таа песна, пошто верувам дека многу голем дел од вас не ја знаете, пошто е многу одамна, ќе ви оставам балончево, слушнете ако ќе можете. Пошто е многу мила песна. Она кога нарачуваш од AliExpress, што нарачуваш? Што ти стигнува? Имаше многу добри мимови, ствари која имав жута брада, али само тие што успеав да ги најдам сега, тие ги ставив затоа што многу одамна имав жута брада. KSI, on point, ти треба волкав мозок за да ја разбереш. Eminem, Venom, ти треба волкав мозок за да ја разбереш. Валјда ја така го разбирам имав. PewDiePie, Bitch Lasagna и Иван Ајнштајн, Диши. Обично сум го срекавал овој мим као за иронични ствари, али се надевам дека е со добро направен. Нема да ме навреди ништо, дури и да е иронично, дури и да е упатено како навреда кон мене, нема да ме навреди пошто ме боли кур. Јас сум човек кој што има стварно проблеми со курот, пошто за сега боли кур. Она кога си на кока, колку грама имаш консумирано, ова е лошо, сори. Ова е многу лошо. Lil Pump не Иван, може. И ја би рекол Иван Ајнштајн, пошто Lil Pump е богат, а јас не сум. Ствари, еден многу интересен факт за мене, поврзан со Lil Pump, имам поскапа четка за заби од Lil Pump, bitch. Знам дека е weird flex, but okay, али Lil Pump имаше видео кај што си ги мие забите со четка од $8, а јас имам четка од $30. Те уважавам. Кога другарот од одделението тресне нешто на час. Стварно звучиме како одделение, цело одделение што се смее, иако сме само четворица, али мислам дека сме купно дебели како за 30 души сите. Кога мајка ми ќе ми каже да најдам нешто, а јас немам поим што кај стои, ја викам сама да си најде. Дај ми ја бералка до таму. Ке? Еве ја. А тоа мералка? Најдов кој да го земам за помошник, значи не знае работите дома кај му стојат. По дома знам само каде ми стои компјутерот и опремата за снимање. Уствари тие работи ми се битни. Друго, ќе најдам ако ми треба или ќе ја прашам Кике. Секогаш постои начин да се снајдеш. Најбитно во животот е да научиш да се снаоѓаш. Фала ви другари што гледавте видеово, ќе го прекинам тука. Имам уште многу мимови, така да ако ви се допадна, пишете ми коментари, обавезно оставете лайк. Ако има заинтересираност ќе снимам и втор парт од ова видео, затоа што имам уште многу боле мимови. Ги дзирнав сега малце додека скролав, али не ви сакал одма да ги откривам, така да ќе ги откривам у наредното видео доколку сакате да го има. Ако не сакате да има вакво видео, пак кој ве ебе. Ако меѓу време имате некои стварно добри мимови направени за мене без разлика, значи дури да алудираат на тоа да ме навредат, слободно праќајте ми или тагнувајте ме на сториња и очекувате се у некое вакво наредно видео на Meme Review со Иван Ајнштајн. Нема да го крстам вака видеото затоа што е катастрофа да биде вака крстено видеото, али во секој случај се гледаме за брзо другари. Чао, чао.